Почитувани, веруваме дека повеќето од вас знаете за големиот настан, поточно за мировниот протест кој ќе се одржи утре недела на 25 април во Скопје, а во организација на македонците од светот, а под мотото Демократија во Македонија, слобода за уставобранителите. Веруваме дека ќе бидете и вие присутни на тој протест, а на вас е да ве на нас е да ве поканиме и да ве замолиме да дадете поддршка и да се придружите на овој мировен протест, секако почитувајќи ги протоколите кои ги наметнува COVID-19. Повеќе околу протестот ќе дознаеме од нашите вечерашни гости, Ана Дуковска од Вашингтон и Златко Николовски од Швајцарија, кои се дел од тимот, односно од организациониот одбор за организирање на овој протест. Токму така, почитувани, триаголникот, односно една од алките на македонски корени е веќе воспоставена преку видеолинк. Ја покануваме Ана Дуковска да влезе во студиово на македонски корени. Добро ви утро, драга Ана, и добро ни дојдовте на македонски корени. Добро утро, добар ден и ви благодарам на поканата. Секогаш е чест да бидам дел од вашата емисија. Се гледаме и со господинот Златко Николовски. Добро ви утро и до вас, господине Николовски, добро ни дојдовте. Добро утро, добар ден, добро вечер на сите вас. Благодарам на поканата и ги поздравувам сите слушатели и гледачи преку социјалните мрежи на оваа прекрасна емисија која што и ние еве од Европа ја следиме, можеби не секогаш директно, но секогаш покасно, но секоја чест за вас и за она се што го правите за македонството таму на тие простори. Добро ви утро и не 20 и од мене. Ана, вие по втор пат сте на македонски корени, а вие, господин Николовски, сте прв пат заедно со нас. Ве молам, осетете се како да сте дома. Почитувани, мораме да признаеме дека бевме, но и се уште сме во двоумење со кого да го почнеме разговорот, дали со дамата, која е по втор пат, или со господинот кој е прв пат на македонски корени. Затоа ќе оставиме на вас двајцата да се договорите, но пред се, дали можеме да се договориме на почетокот, дали ви пречи да ве ословуваме само по име? Нема проблем. Не. Јас мислам дека дамите имаат предност. А на тој почетокот на протестот остана нешто помалку од 24 часа. Како стојат работите? Дали е се подготвено за овој голем настан? Ги склопивте ли сите коцки од мозаикот или останаа уште некои работи да се допрецизираат? Ние сме веќе подготвени уште пред една недела, а сега само го промовираме протестот, ги мотивираме македонците во Македонија да излезат, да ја дадат својата поддршка за неправедно осудените браќа во затворите и секако за подобра иднина на сите во Македонија. Нека биде ова почеток на едно подобро утро за сите. Подготвени сме и само го чекаме денот да дојде утре. Утре ќе биде онаа песна позната од Владко, мислам дека беше, велат не нема, но... Да. Токму така. Владко Миладиновски. Ева сме. Златко, а ние од искуство знаеме дека за да се организира еден ваков настан, потребно е голем труд и многу непреспиени сати. Задоволни ли сте од она што досега го сработивте како тим? Морам да признам дека да, сме задоволни и дури и изненадени за овој толков голем одзив, но целта е многу важна и секој еден македонец го чувствува она внатре во себе си и затоа можеби е толку присутен македонецот за да го каже оној свој гнев, револт, неправда и затоа ние после анализи гледаме дека голем број од македонците одговараат да на овој повик и тоа нас не радува, но како што може да забележите, македонската диаспора во цел свет е обединета како никогаш досега и ова е нешто многу важно што се случува за нас македонците. И може да кажеме дека е ова само еден почеток, затоа што созрева идејата на соединување, созрева идејата за
правење заеднички проекти и задоволни сме. Во глобала сме задоволни сега за сега, но утрешниот ден е битен ден за сите нас. Така, старите викаат нов ден, нова нафака. Ана, дали овој процес кој што го започнавме ние македонците од светот под мотото демократија во Македонија, слобода за уставобранителите кои без потребно лежат во затворите, е предвестник на многу други кои ќе следат оваа пролет, и какви се вашите првични проценки од ова што досега го гледате? Секако. Не би започнале ние нешто ако не планираме да остане само на тоа. Целта е слобода на уставобранителите, дали ќе биде утре, дали ќе биде последна недела, последен месец, тоа мора да се случи во најблиска можна иднина. Таа е целта и работиме на повеќе различни активности за кои во моментов простете не би сакала да зборувам, затоа што сакам да го оставам фокусот на утрешниот ден, на почетокот на борбата за слобода на уставобранителите. Штом дојде време за тие наредни процеси, секако дека ќе зборуваме накнадно. Ние немавме намера да прашаме кои се, меѓутоа добро кажете дека да, има планирано е, тоа не радува и ги радува сите македонци од светот, не и од Македонија. Прашање за господинот Николовски. Во изминативе неколку недели скоро сите македонски политички партии од опозицијата, но и оние кои немаат своји представници во законодавниот дом, поточно во Собранието на Република Македонија, изјавија дека ќе го поддржат овој мировен протест. Останува да видиме дали физички ќе го поддржат. Што мислите вие, дали намерата им е искрена или тоа го прават само за политички поени? Какви се вашите очекувања? За нас најбитно е они да бидат присутни. Они одговорија со да. Сега, битно е да почнеме со процесот. Тие може би имаат подзамисла, позадинска, но во моментов е битно да дојдат, да присуствуваат и да се направи една коезија, една заедничка цел, затоа што ова идеја од иселениците не е од сега. Да се седне на една маса, за да може да се разговара за оние црвени линии кои што за нас македонците се многу битни. До сега тоа не можеше ни да се случи, па не можеше ни да се помисли. Сега со овој проект гледаме дека сите политички партии кои што веруваат и кои што се обврзуваат за она македонството, тоа е нивна должност. И затоа они сега можеби сакаат да се приклучат за да дадат поддршка, затоа што навистина има неправда за овие наши браќа што се затворени. Целта е голема и нормално дека ние очекуваме да има демократија, да има правосудство, право она правосудство кој што ние овде во европскиве земји го живееме тоа правосудство. Има право, правото постои, а гледаме дека Македонија е заробена држава и во моментов сите ни се придружуваат и ние за тоа им едно се заблагодаруваме и честитаме затоа што тргнавме на правиот пат. Мислам дека ние сме тргнати на правиот пат. Сега подзади нивните мисли не можеме ние да знаеме што они мислат, но може да препоставиме. Ама добро е веќе што одговорија со да и што ќе бидат присутни. Тоа веќе отвара една можност за разговор, за перспектива, за иднина и тоа е на почетокот. Така. Ана, имаш ли ти нешто да додадеш на ова што Златко го кажа? Дали ти имаш различно мислење од него? Па не, се согласувам со Златко. Нашата цел беше да и повикот наш беше поточно да го поддржат сите македонски партии и организации, уште еднаш да ги одат своите партиски знамиња и символи дома, да протестираат утре сите, да учествуваат на мировниот марш само со македонски знамиња. Целта е секако да се обединиме. Нема никој ексклузивитет врз македонецот. Сите сме македонци, време е веќе да застаниме сите под едно знаме како македонци. Ана, до одржувањето на протестите не делат нешто помалку од 24 часа.
Имате ли точни информации за бројот на политички партии, на здруженија и групи кои изјавија дека го поддржуваат овој мировен протест? Да, има, па можам да кажам слободно дека целиот десничарски блок се обедини. Вчера последното соопштение го изваде и Левица. Така да се обедини цела опозиција, значи целиот десничарски блок. Има организации и поединци низ Македонија секако кои помагаат со логистичка поддршка таму, но секако сите ќе протестираат како македонци утре. Драги Ана и Златко, имате ли точни информации за тоа дали некој до кого се обратил некој член од организациониот одбор на овој мировен протест е одбиен, односно одбил да даде поддршка на овој мировен протест, и ако имате колку се и кои се? Не, јас такво сознание немам. Ние немаме такво сознание, затоа што секаде кај што сме прашале дали вас ве интересира, секој еден ни се придружил, и дури имаме особи кои што слушнале за овој протест и самоволно они се придружуваат со цел да биде помасовен овој протест, за да се даде поддршка на овие уставобранители, наши браќа кои што видите 4 години се таму и ова не може веќе да продолжи вака. Тука е она свеста на македонецот кој што созрева и оној гнев веќе навлегува од сите тие неправди. Не можете вие да заборавите во фиоки такви досија кои што знаеме зошто се чуваат. Тоа се политички работи кои што не сакаме да навлегуваме во политиката, но Тоа е така. На некој начин сакаме да дадеме поддршка на тие луѓе и да видиме еднаш за секогаш оној законодавниот систем, правото да профункционира и да можеме да ги осетиме оние истите правила како што се овдека во Европа. Ако таа држава сака да биде членка на Европската унија, ако сакаме да може да ги уживаме сите правни благодети и заштити, треба да се спроведат некои закони. И затоа ние настојуваме да дадеме поддршка на уставобранителите и да се започне процес на вистина да се работи на онаа демократија каде што секој еден од кај нас ја би сака да почувствува нормално. А дали имате некоја информација дека некој прифатил, од кога видел дека не му дозволувате да си ја брка неговата агенда, се откажал? Не, нема такво ништо. Добро. Нема од кај нас нема таков отпор. Зошто? Затоа што се разбира дека луѓето доаѓаат со онаа цел, искрена цел. Значи немаме ние во моментов такви луѓе кои што подмокло нешто би сакале да направат. Не. Се осеќа дека ова е од срце, доаѓа од срце, затоа што се чувствуваат работите. Се чувствуваат многу добро работите. И секој еден кој што видите различни политички партии да се сложат, различни мислења да се сложат околу еден ваков проект, мислиме дека е добра работа и голема работа. Затоа сме пријатно изненадени. Да. Во изминативе неколку години ние македонците од светот бевме на некој начин држани настрана или благо речено игнорирани, односно подзаборавени од страна на сопствената ни држава. Ние како водители и уредници не можеме да се пожалиме на соработката, бидејќи секогаш кога сме ги поканиле, лидерите на политичките партии се одзивале на нашите покани, меѓутоа ние како единка, а македонскиот народ кој што во диаспората е сосема друго. Сме ги поканувале скоро сите лидери, председатели на државата, поглавари, со исклучок на оние од СДСМ. Во сите разговори со нашите гости секогаш сме ја потенцирале потребата од слога, а не разединетост. Она што низ годиниве го приметивме и го приметуваме е тоа дека за ваквата состојба проблемот го лоциравме прво кај нас македонците од светот, бидејќи досега не бевме обединети, а кога не сме обединети никој не гледа партнер во нас. Ќе ве навратам малку назад, опростите, ќе земам за право.
се слевате во четвртата емисија од проектот Диаспората за македонските работи на која зедовме учество јас и Бети, рековме дека за да бидеме партнер со политичките партии од власта треба тие да не бараат, а не ние да ги бараме. Ако не се лажам, ова сега што се случува, вие и ова вечер напоменавте неколку пати дека сте изненадени, значи ваква сплотеност на македонците од светот е за прв пат. И за нас, како што реков, не е изненадување, бидејќи рековме дека штом има сплотеност во диаспората, тогаш работите тргаат секогаш на подобро. Вие кажавте дека, и ние ги слушаме лидерите на сите политички партии, дека ја поддржуваат иницијативата и мировниот протест. Прашање за двајцата и сакаме да го слушнеме од секој поединечно од вас. Како вие ќе го прокоментирате овој пресврт односно на политичките партии со македонците од светот, односно познатиот термин диаспората? Од македонците ние сме познати по оставање на работите за подобри времиња. Секогаш викаме, ајде, утре ќе биде подобар ден, да почнеме од утре. Јас мислам дека времето беше дојдено за вакво нешто. И Златко кажа, созреа идејата. Уште како што спомнавте, ние почнавме во септември месец со проектот Диаспората за македонските работи и таа ни беше и целта, да ја видиме каква е сликата во заедниците низ Македонија и да почнеме да работаме на соединување на прво нас и селениците што живееме надвор и истото потоа да го пресликаме во Македонија. Значи да се обидиме да се обедини цел македонски народ. Затоа сметам дека, како што кажав, времето е дојдено, мора од некаде да се почни и неизмерно сум среќна затоа што конечно сите ја видоа нашата сплотеност и се придружија кон нашите напори да го пресликаме тоа и во Македонија. Се надевам дека нема да застане тука, дека ќе продолжи со истиот и поголем интензитет идејата понатака. Златко? Јас би додал една друга работа, друг аспект. Сплотувањето на македонците може да кажам дека започна сега на светско ниво, а сплотувањето на македонците на локално ниво, таму каде што сме во државите, тоа е веќе подолг процес. Еве сега, например, јас се извинувам, не сум во мојот фамилијален семејен дом, тука сум сега во моментов во мојот духовен дом. И тоа е еден доказ дали се македонците сложни и што прават македонците. Ако дозволувате, веќе ја свртам камерава да видите колку сме ние сложни. Еве вака. Видите, ова е Македонската православна црква Свети Наум Охридски во Тринген. Значи јас сум сега во моментов во просториите на Македонската православна црква, кој што од синоќа ми ги отвори вратите. Ние тука да преноќеваме и за да се осеќаме дома, во нашиот дом. Значи можам да кажам дека македонците на локално ниво, во иселеништвото, они се сплотени, колку толку, си ја бркаат работата, си работат, но она што нас ни фалеше е сплотување на светско ниво. И еве ова со вакви заеднички проекти ние веќе создрава идејата, правиме проекти, не само овој, туку има и други проекти кои што со тие проекти ние се запознаваме подобро, почињаме да соработуваме, градиме доверба и со тоа сплотување одиме напред. И со тоа сплотување мислиме дека ќе постигнеме еден резултат на едно видливо ниво, каде што да, ако има потреба, ќе помогнеме онаму кај што фали во Македонија. Тоа е идејата. Так. Во една од минатите наши емисии на македонски корени, повикувајќи го македонскиот народ од цела Македонија, од соседството, но и оние од Европа, како што велите, од целиот свет,
кои се во можност да патуваат да се приклучат на овој мировен протест, споменавме бројка од преку 250.000. Ова прашање е за двајцата вас и сакаме да го слушнеме поединечно. Какви се вашите очекувања во однос на бројноста? Искрено јас не би зборувала за бројка со оглед на здравствената состојба во Македонија. Не би сакала да стварам притисок на никого. Повикот е јасен и гласен, кој се чувствува дека е подготвен да ја даде поддршката во целта е секако добре дојден и колку сме, токму сме, така си викам секогаш, така да се надевам на голема бројка, колку е поголема бројката, толку е поголем притисокот и поголем успех дава и побрз до целта, но не би зборувала за бројка, затоа што сепак имам разбирање заради здравствената состојба во Македонија. Златко? Има повеќе аспекти за бројките. Кога станува збор за бројки, знаеме и овдека на Запад дека бројките од едната страна оние кои што го организираат протестот даваат едни бројки, а оние кои што го снимале или опозицијата даваат други бројки. Така да бројките се ирелевантни. Не е битно за нас бројката. За нас е битно чувството на човекот, чувството на граѓаните, чувството и на селаните, да ги кажам, затоа што не се сите граѓани, но чувството на секој еден човек. И на крај на краиштата, од оправдани причини може и би не можат да дојдат, но процесот е тргнат. Тие што ќе дојдат, ќе бидат видливи луѓе кои што го поддржуваат ова, а има и онакви кои што се невидливи. Ние нормално апелираме што помасовно луѓето да дојдат, да се ослободат од оној страв што го имаат во себе. Леле, ако дојдам, што ќе ми се случи? Ништо нема да се случи, ќе си поодат по улиците, ќе слушнат македонски музика, ќе слушнат пароли, ќе дадат поддршка на овие наши браќа и ќе заживее она идејата. Мислиме дека секој еден внатре во себе си го има оној ген, она чувство македонско. И колку да сме биле омаловажени во овој, ајде да речам, овој 100 годишен процес, затоа што ова е река, ова има падни стани во македонската историја. Ние знаеме тоа, ние сме научени на такво нешто, на тие такви напади, дали биле од надвор и дали се од натре. Но сепак македонецот по секакви уцени, по секакви омаловажувања, па дури и негирања, секогаш успеал да дигне глава, секогаш успеал да биде присутен, да биде тука на местото кај што е. Зошто? Затоа што таму кај што сме тежиме. Еве, ние сме овде во Швајцарија, јас сум сега во Швајцарија. Тука творам, тука зборувам за Македонија. И она сега што е она убавото со овие социјални мрежи. Порано ние бевме зачутени, бевме многу надвор, многу настрана, многу далеку. Сега не сме далеку. Ако ние имаме јака диаспора, ако ние имаме сплотена диаспора, ако ни се даде можност да помогнеме, замислите што ќе биде од Македонија. Но само треба да бидат отворени вратите и да има секојдневни комуникации со органите во Македонија. За нас, видите, едно јасно да ви кажам, и на крај на криштата не е битно кој ќе владее со Македонија. Битно да владее како што треба. Да, и тоа е најголемата порака што јас можам да ја пратам. Се разбира дека ние поединечно сите ние тежнееме од една страна на друга страна, но на крај на денот, на крај на краиштата, нас ни треба да функционира државата и тоа е најбитната работа. Сакаме нашите блиски да ни дојдат на гости, па ние да им одиме таму. И така ние ќе може да градиме модерна Македонија, Македонија каде што ќе биде присутна на сите полиња. Имаме одека да се вратиме. Токму така, Златко, иначе тоа е наш сон. Но како во овој момент, како во овие услови, и желба наша е тоа, се разбира дека е тоа наша желба, но еве, се обидуваме да направиме таква состојба каде што, ајде, да дадеме надеж на секој еден кој што би сакал да се врати, да направиме услови за тоа да може да го
да го спроведеме. Можеби ние нема да дочекаме, но сепак треба да се направат услови за идните генерации. Затоа што денеска кога ние сме македонци, некој се борел за денеска ние да го имаме ова што го имаме. И така ние треба да го сочуваме. Тоа е наша должност и како што велат старите аманет. Токму така ова будење нека биде за оние македонци кои што се во Македонија, бидејќи веруваме дека 90% се поврзани со диаспората затоа што имаат или чедо, или комши, или роднина во диаспората кои што се наоѓа. Ана или Златко, дали е готова декларацијата која ќе се испрати и дали ќе сакате да споделите содржината со нас и нашите гледачи и слушатели или ќе ја чувате во тајна за до утре? Се е спремно, но моментов не е така. Не сакам јас да омаловажувам карактерот на оваа емисија, но се е спремно, така е договорот со целиот тим, со целата екипа да се даде декларацијата таму на лице место и да избувне една добра атмосфера, луѓето се осеќаат добро и да помине во најдобар ред, мирно, достоинствено како што треба, нели? Така, ние се прашуваме, бидејќи тргнуваме од она што стои во Библијата, тропни за да ти отворам, прашај за да ти кажам. Наше е да прашаме, вие секако и тоа е добро што ја чувате во тајност. Ако нема што да се надобразиш на ова, Ана, јас ќе ве прашам, ќе ни откриете ли кој ќе ја чита декларацијата или тоа исто така го држите во тајна? Стварно, простете. На неколку прашања не сме во можност да ви дадеме одговори. Знаете како целта е да не ги викаме луѓето заради тој што ќе биде на сцена, заради тој што ќе пее, заради тој што ќе чита, туку ги викаме луѓето за да излезат, за да дадат поддршка на уставобранителите. И од таа причина не би сакале да ја откриваме ни програмата, нити деталите од декларацијата и се надевам дека ќе наидете на разбирање. Ве разбираме потполност, иначе тука да искористиме приликава и да кажеме што ние размислувавме, ние мислевме дека најсводно, ако беше тоа изводливо и ако тоа е изводливо, вие од организациониот одбор да прочитате декларацијата преку видео бим, меѓутоа тоа е на вас, вие одлучувате, вие сте одбраните, како што Исус Христос ги одбрал своите апостоли, вие сте вие кои што ја обединувате во името македонците, во името на сите македонци од светот. Со потполна почит и поддршка на вашиот став и сите се согласуваме, сите нас 13 се согласуваме со тоа дека како организатори треба ние да бидеме таму и сакавме да бидеме таму. За жал се соочуваме со рестрикции во патување и за жал сме спречени да бидеме на лице место, но секако со душа и срце ќе бидеме таму како што изминатиот период секако дека бројност во вакво време со оваа пандемија никој со сигурност не може да ја предвиди и ќе биде неизвестна се до утре, некаде на пладне. Се надеваме на масовна посветеност и да се надмени нашето очекување од 250.000. За таа цел ние како ваши домаќини ве покануваме да испратите уште една порака и покана со која ќе повикате на поголема посетеност и поддршка за сето ова. Повелете прво предност на Ана, а потоа и вие, Златко. Благодарам, Бети и Јон. Драги македонци, доста беа поделби по вера, по партиска припадност, по секаква била основа. Време е сите заедно сплотени како никогаш досега под македонските знамиња да бидеме присутни во што е можно поголем број, да покажеме дека како македонци можеме еднаш сите да се собереме на едно место и да покажеме пркос. Слобода за уставобранителите значи слобода за Македонија. Да почнеме од тука. Јас би рекол, возот е тргнат, ние сме качени на возот и сега треба да се преброиме.
да видиме колку сме за Македонија, колку сме за македонската кауза и оставам на секој еден македонец кој што се чувствува како македонец и кој што ја чувствува Македонија како своја сопствена држава, каде што треба да оди напред, да дојде едноставно, да биде присутен, да види, да го осети оној дух, она убавина кој што таа не води напред. Затоа нема зборови за она. Секој еден кој што се чувствува како македонец, јас мислам дека по наши анализи, по сите емисии кои што се направени на лице место и оние статистики кои што се простудира, секој еден човек го поддржува протестот. Нормален човек, обичен човек, македонец, кој што си е пример по домови, по улица. Затоа не се плашете, испаднете на улица, дојдете. Мислам дека ќе има добри моменти, нешто што ќе го почувствува, ретко се почувствува такво нешто. Да си дел од нешто што припаѓаш и што мнозинството го сочинува тоа. Затоа повелете, дојдете, ова е ваше, ова е наше, сите заедничко е ова и така, очекуваме масовност, очекуваме еден почеток на еден процес и очекуваме светла иднина за Македонија и македонскиот народ. Благодарам на емисијата и благодарам на поддршката, затоа што секој еден за нас е битен, секој еден поединец е битен, секој една структура, организација, асоциација, здружение, сите сме ние битни, сите ние го сочинува оној пузле, она мозаикот. И така да се надевам дека ќе има народ. Се надевам. Еве и ние како ваши домаќини денес и водители и уредници на македонски корени повторно упатуваме апел до македонскиот народ и до сите оние кои си ја осеќаат Македонија како своја и оние кои лежат во затворот ги чувствуваат како бранители, а не како терористи, да излезат на овој протест строго придржувајќи ги протоколите за COVID-19. И дали сакате нешто да додадете, да кажете нешто што ние како водители го пропуштивме? Ако немате што друго да додадете, останува да ви се заблагодариме за денешниот разговор. Повелете. Да. Јас сакам нешто да кажам за соединувањето на македонците од светот. Ние сите, вие исто, сакале или не, ние сме дел од тие македонци од светот. Пораката е моја не само за оние во Македонија за утрешниот протест. Пораката е моја за сите македонци во светот. Да си дадеме рака, да започнеме заеднички проекти кои што ќе не сплотат и кои што ќе убрзаат овој процес, за да ние постанеме фактор, за да ние постанеме она што сме. А ние сме сега во овие моменти, во овој период. Ние не сме прва генерација, втора генерација, ние сме трета, четврта, пета генерација и можеби постара диаспора вие во Австралија таму и она сплотување, она ќе даде плод, ќе даде резултат. Затоа ги охрабрувам сите македонци од цел свет да се придружат на овој процес, за да ние направиме стабилна, сигурна и јака диаспора, каде што ќе се представиме она како што сме, достоинствено и во интерес на Македонија. Благодарам. Така, тука да така, само јас да ставам повторно точка на крајот на сето ова. Без разлика што и ќе биде утре, без разлика колку и ќе биде бројот на посетеност, едно е сигурно, дека едната страна од ова што е правено е веќе сосема задоволително и направено, а тоа е спотувањето на македонецот на секаде на Медитеријанот, во Македонија во светот. Тоа е едната. Другото ќе останеме да видиме до утре. Тука да ви се заблагодариме, драги Ана и Златко, за учеството во Македонски корени. Со надеж, како што реков, ви посакуваме дека одзивот ќе биде масовен на овој семакедонски мирен протест, време кога многу е важно да се сплоти македонскиот народ и да даде отпор на овој режим во Македонија. Посакуваме успех, ви благодариме, пријатно до слушање и до видување со вас. А ќе ве поздравиме вас и сите наши пријатели со една прекрасна песна. Еден народ сме и Круме Спасовски. До видување до вас. Благодарам.
Ете затоа, почитувани, ве покануваме да го поддржите утре се македонскиот народен протест на македонците во светот и во Македонија. Се македонски мирен протест под слоганот Демократија во Македонија и Слобода на уставобранителите, тие што си ја сакаат Македонија. Затоа мора да бидат ослободени од драконските пресуди. Сите невино осудени 16-мина на тој 27 април 2017 обвинети дека сториле кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок, а токму терористите тие што ја раскрвавија Македонија во 2001 и многу пати повторено се на видни места и ја грабат и ја распродаваат државата без никаков срам и чувства за тоа што го прават. Големо ни е името, ќе сакаат да ни го земат, велеше Блаже Коневски. Не е срамно ако умреме до еден, но голем срам е ако останеме без нашето име, пишуваше Петре Андреевски. Ој Македонијо, колку ли уште ни треба за да те домаќинчиме, порачуваше Гане Тодоровски. Стиснете ги тревките, неа ќе ја исцедете. Наслонете се врз каменот, името ќе го чуете, говореше Анте Поповски. Сите овие зборови тивко ни минуваа низ глава досега, затоа нека бидат повод утре за правдата и демократијата во Македонија. Извикајте гласно дека е доста и дека постоиме. Да ја проследиме и давената песна. Да. Еден народ сме и Круме Спасовски. Кога пиринот ке расцути, егеј штом ке скроти бранови, штом ке распука шар планина, тога и Вардар ке се радува. Штом ке распука шар планина, тога и Вардар ке се радува. Браќа, сестри, прегрнете се. Браќа, сестри, еден народ сме. Една мајка не родила Македонија, пишана во Библија и благословена. Браќа, сестри, прегрнете се. Браќа, сестри, еден народ сме. Една мајка не родила Македонија, пишана во Библија и благословена. Сино небо, ајде прозбори, Чирум порти сега отвори. Нека биде Македонија, света земја обединета. Нека биде Македонија, света земја обединета. Браќа, сестри, прегрнете се.
duša navo Biblija i blagoslovena. Пријатно до слушање и до видување од Јон и Бети Треновски. Секој е добро да ве прати каде и да сте. Чувајте се, сакајте се и сакајте ја, мила Македонија. Покажете љубов кон татковината. Не живејте во страф, за да не изгубите некоја придобивка. Покажете сплотеност, кога сме и најпотребни на Македонија, за да ни обстои. Уште еднаш ве покануваме, подржете ја идејата утре за Македонија, за слобода на уставобранителите, за тие што на 27 пострадаа. Бидете пред владата на Република Македонија утре наутро во 11 часот, неделата пред Пасха, влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим, денот цветници, за многу години нека ни е. Заеднички сите сме посилни. Се надеваме дека нашава соработка со вас и понатака ќе продолжи. Пријатно довидување и уште еднаш Господ здравје и убавини. Довидување. Македонија вечна. Македонија вечна. Гасне денот, паѓа мрак. Чекам сон да прејде брак. Срце чука среде тишина. Ветрот крева страст во душата. За да летнам пак, како глас над земјава. Поделена, барајки зрак на љубов. Гледам в небо, чекам знак, да светне сонце среде мрак. Сакам светот да го прегнам, да злото срце да му отворам, да се кренам пак, како глас над земјава, македонска, носејќи жив на љубов. И среде градот ритам чум, за да слушне секој глуп. Стружно пеат за нас пеците, на мъж со нас одан светите. И ке грмнеха како гром над земјата, измачена, кревајки глас за љубов. Ајде и ти крени глас, еден ритам пон со страст. Со нас чекорат хероите, над глави треперат и звездите. Среде земјата што пеат ангелите. Велики стих за љубов. Еве иде саден час, еден ритам, еден глас. Македонија во душата, дошто љубов против сушата. И код Дунав средено, што се кревamo на земјата. И свести За љубов.
Negde ke te premolčat, negde ke te sokrijat, grob so groba ke pokrijat. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Drugi da te predadat, možat se što da izmislat. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi pekolni, zajedno gemineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, ništa da ne mineme, ti bez mene, ja bez tebe. Vekovi pekovni, zajedno gemineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništa da ne mineme, ti bez mene, ja bez tebe. Ti bez mene, ja bez tebe.